Конечно започнува проектот за реставрација и конзервација на црквата Успение на Пресвета Богородица во манастирскиот комплекс Трескавец кај Прилеп, после децении на распаѓање на фреските и на ѕидовите на самата црква, која што потекнува од 12-тиот век. Сега првично ќе се пристапи кон завршување на фазниот проект за зацврстување на темелите и самата конструкција на објектот, реконструкцијата на подот и отстранување на влагата која што нанесува огромна штета на самиот храм. Во целиот процес на нашите експерти ќе им помагаат и конзерватори византолози од Европскиот центар за византологија во Солун, Грција. За почеток на проектот се обезбедени 4 милиони денари. По консолидацијата статичка, по решението на Институтот за земјотресно инженерство, морам да напоменам, се пристапува кон отстранување на тампонот претходно поставен, превентивно поставен, со цел да се докомплетира решението за долните темелни зони со поставување на хидроизолација и дополнително зајакнување. Покрај бројните експерти, денеска на Трескавец беше присутен и министерот за култура, како и амбасадорката на Грција во нашата држава, која што вети дека тие ќе ги пренесат сите своји знаења за да се заштити овој споменик на културата. Морам да кажам дека нашите тимови започнаа со заедничка работа уште во 2021 во црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново. Сега ова е втор проект каде што сме вклучени и каде што ќе бидат присутни и експерти од Европскиот центар за византологија и поствизантологија од Солун. Бевме поканети тука да го споделиме сето наше знаење и како да се решат проблемите со статиката и архитектурата на црквата. Дефинитивно ќе биде спасен фрескоживописот и самиот објект. По конзервацијата и реставрацијата на статиката и подот на црквата, како и решавањето на проблемот со влагата, идната година се очекува да се започне со конзервација на фреските во самата црква. За Сител, Дарко Штарговски.